Различно е. Исто е. Карен, не слушаш. Слушам, едноставно грешиш. Ние сите сме исти. Хив е хив. Еј, што правите? Пишуваме извештај за ХИВ. Карен мисли дека сите исто ги погодува. Јас си кажувам дека не е така. Истото е за сите. Ако се заразиш со хив, ти го напаѓа имунолошкиот систем без оглед на тоа кој си. Па и двајцата сте во право. Не влијае поинаку на телото, но има разлики во тоа како влијае на заедниците. Јас посетувам курс за здравствени нееднаквости и за тоа зборувавме денес. Здравствени не едно што? Здравствени нееднаквости. Еве, дозволете ми да го споделам екранот на Мајкл за да ви покажам. Здравствена нееднаквост е кога некоја болест влијае на некои групи луѓе посериозно отколку на други. Чекај, мисля дека хив веќе не е толку сериозна работа. Се уште е сериозно. Само имаме третмани кои можат да им помогнат на луѓето кои живеат со хив да останат здрави во текот на животот. Но не беше секогаш така. Во екот на епидемијата во 80-тите, некои луѓе мислеа дека само хомосексуалците, трансродовите жени и луѓето од Хаити имаат хив. Ова доведе до многу пристрасности и страв кон овие групи луѓе. Повеќето од луѓето кои работат во владата и големи корпорации не беа членови на овие групи. Па, за нив, наоѓањето лек или третман не беше висок приоритет. Тоа значеше дека луѓето умираа откако беа диагностицирани. Ова е пример за здравствена нееднаквост што беше предизвикана од хомофобија, трансфобија и расизам. Всушност, дури кога бел тинеџер по име Рајан Вајт доби хив преку трансфузија на крв, владата почна да финансира превенција и третман за хив. Првите лекови за ХИВ беа многу скапи, нели? Да, само богатите може да ги добијат. Други мораа нелегално да најдат поевтини лекови или беа нетретирани. Тоа е пример за здравствена нееднаквост предизвикана од класизмот. Класизмот е неточно верување дека богатите луѓе заслужуваат нешто. Во случајов здравствена заштита, повеќе од другите. Но работите се сега подобри, нели? За некои луѓе кои живеат со ХИВ, да, многу нешта се различни денес. Има повеќе лекови за ХИВ и се многу подостапни. Но расизмот и хомофобијата уште постојат, нели? Да, обоените луѓе можеби нема да се чувствуваат безбедно да одат кај лекар. Ако претходно доживеале расизам на клиниката или само поради расизмот што го доживуваат секојдневно. Истото важи и за ЛГБТ заедницата, така? Токму така. А лековите за ХИВ се уште се скапи. Ако некој е невработен или е бездомник, сепак ќе му биде тешко да се лекува. ХИВ може да влијае на сечи имунолошки систем исто. Но ХИВ и други болести различно влијаат на поединците, семејствата и цели заедници врз основа на приходот на луѓето, расата, имигратскиот статус, родовиот идентитет, сексуалната ориентација и многу повеќе. Значи, хив не ги погодува сите подеднакво. Ете, имам уште многу за учење. Пред да почнеш со учење да го завршиме нашиот извештај за ХИВ, зашто утре треба да го предадеме. Изгледа мојата работа овде е завршена. Еј! Добар сум.